Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tačno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Koga sme radosni, koga sme srećni, ubavo je meli, da imaš druga, da videš druga. So drugarom radost da se deli, so drugarom radost da se deli. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tačno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tačno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Koga pak nešto naopako podi i bolka ne tišti, i bolka ne mači, da imaš druga i to ne mine. Drugarstvo to najmnogo mi znači, drugarstvo to najmnogo mi znači. Opишija opsadata na Solun, što stanala vo 677 godina. 677. A ova opsada? A za opsadata brz baže vidre nikomu ne moje griže. Ama baš nikomu ne moje griže. Разбирам зошто морам да ја опишам опсадата на Солун, зошто морам да знам што се случувало пред 1300 и повеќе години. Ама зар ова сево ова не е опсада? Еве, погледнете. Историја, географија, математика, мајчин јазик, англиски јазик, сите опсади заедно со Солун, баже видра, мора да ги освои сам. Сосема сам. Така. Мора секој ден да ги совладува педа по педа, страница по страница, збор по збор. А баш би сакал да ги видам оние што го опсадувале Солун, како би се снашле денес да се на моето место и тие да го опсадуваат она што морам да го опсадувам сега јас. Сигурно би побарале да се вратат назад во својот век, само да не се во мојава кожа. Јас што ја опсадав масава, ја опсадив, ама и самиот сум во опсада, да знаете. Како? Не ми верувате мене? Мислите дека лажам? Само да мрднам од овде, само да се поместам и пап, непријателот. И стам на домашниот непријател. Кој е домашниот непријател? Татко ми, мајка ми, чичко ми, стриња ми, војко ми, војна ми, тетин ми, тетка ми. Сите тие толку ќе се вознемират како еден, а излези ти надвор ако смееш. Ајде, претни ако можеш. И тие ми се некои непријатели. Ете, те опсадуваат, видите. Те опсадуваат, ти криеваш раце горе и гориш од желба да го напуштиш боиштето, ама никако. Не сме, вели. Има да го освоиш ти сето она што е напишано овде ми велат и уште има ора да играш. Да знаете, јас
Сето ова ќе го освојам, ама оро нема да играм. Готово. Готово. Готово е, готово. Готово е, готово. Што? Како? Како што готово? Ха? Како е тоа? Готово е, мислам, готово е со обсадата. Со мојата обсада. Пред тврдината нема непријатели, Петка. Сега јас одам, да знаете, одам на доброволна обсада. Што? Што не знаете? На која доброволна обсада? Ќе ви кажам. Слушайте, има така да го обсадам голот на Гале Малер, што нема да знае каде попрво да се сврти. Ете таква обсада. Ајде. Што? Доаѓате и вие? Што? Не доаѓате? Не доаѓате? Како сакате? Како сакате? Јас отидов. Баш е страшен, баш е видра. Да, видра. Видра и пол е. Море лисице, не му верувам ни еден збор. Уште малку да се поразприкажеше, ќе излезеше дека не само домашните, туку и поблиските и подалечните роднини, сите стражарат во неговата соба, во неговиот стан, околу неговата зграда, само и само баже нивното милениче да запне да учи. Чиста измислица, ништо не му верувам. Ти не верувај, ама јас му верувам. И да знаеш дека лично слушнав кога татко му и рече на класната дека дома на Бажа ќе му заведе таква обсадна состојба, што Бажа не само што ќе учи и ќе научи, туку има да вези, има да рецитира, има да пеете, така рече. Така рече, да. Епа да знаеш и ти не си ни помалку покусо од Бажа. Што не си покусо јас? Од Бажа не си покусо. Што сакаш со тоа да кажеш? Зини да ти кажам. Ама вие ќе не обрнете ли малку внимание и нам или цело време ќе се расправате за Баже Видра? Баже. Поце, ти си потполно во право. Добро, зошто сме ние овде? Зошто сме ние овде, сакам да ми се каже. Зошто сме овде? А зошто сте овде? Па јас не ве ни забележувам. Јас врска не знам зошто, немам зошто сте ви овде. Не ве забележувам, не постоите. Вие сте ветер. Врска немаше, зашто сме овде? Ти дури не забележуваш. Па не ве забележувам. Поце, станувај. Станат сум. Си одиме. Каде? Зошто?
Си одиме, зашто си одиме? Си одиме, дома си одиме? Зошто? Било каде си одиме од ова место каде што никој не забележува Чекај, дека па. постоиме. Чекай, Поце, па Иван само се шегува. Кој ти шегува, јас? Ти се шегува. Нема веќе чекање. Нема, го се станувај и си одиме. Чекай, Поце, каков си, бре, Поце, па ти сега и мене ми се лутиш. Епа, Каков се лутам. На сите се лутам. Знаеш ли каков е Поце кога ќе се налути? Не, не. Јас знам. Многу е страшен. Видите, Поце, па. Чекай, бе. Многу е страшен. Остави го да видам, ајде оди си да видам каде ќе оди. Не го оставам. Слушај, Иване, што ти е тебе денес? Вујко ми е. Што ми е мене денес? Па, види, да не си случајно љубоморен на Блаже. Јас? Ти? Љубоморен на Блаж? Ти на Баже си На Баже? љубоморен, ти. Јас љубоморен на Баже. Немам на кој да бидам љубоморен, па на Баже. Ајде ти се молам. Само да знаеш, уште еднаш ако го спомнеш Баже, тогаш јас ќе седнам и ќе си одам, да знаеш. Добро, не го спомнувам веќе Баже. Можеме ли да почнеме? Па, ајде да почнеме. Ако не го спомнуваш Баже, може. Можеме ли да почнеме? Можеме. Зошто сега не можеме да почнеме? Па сега Немој не да си можеме. таков Поце. Не може. Така. Можеме да почнеме. Како Ама ако си ги смениме улогите. Чекај, кои улоги и Какви какви улоги? улоги, да се разбереме? договори. Тие улоги. Вие да дојдете на нашите места, а ние на вашите. Иване, па тоа е многу интересно. Да, па Да може. се смениме. Ајде да се смениме. Па чекайте, па ова не е фер, па мене никој ништо не ме прашува. Ама добро, да ти си согласен, нема зашто да те прашувам. Ма како нема зошто да ме прашаш? Откаде ти знаеш дали сум јас согласен или не сум согласен ако не ме прашаш? Па добро, сакаш ли да те прашам? Сакам да ме прашаш. Еве сега ти те прашам. Согласен ли си? Многу сум согласен. Ете гледат, тој е согласен, а цело време тука протестираме, никој не ме праша, мене никој не ме праша. Добро, чекај, Поце, можеме ли да почнеме сега? Сега можеме. Договорено? Да се Договориме. смениме. Ајде, Да се смениме. повели Иване. Ајде, почни. Што да бъде? Па почни со квизот. Со кви. Како да почне? Како да почнеш? Драги гледачи, во нашиот квиз, кој знае, Кој не знае, ќе Оди по научи. Оди текстот. оди по текстот и почни. Ама не оди по текстот. Не е тоа да го газите текстот, следете го текстот. А да го Читајте читам, го, да. читајте го. Добро. Дај го. Драги гледачи, Драги гледачи, во квизот, кој знае, кој не знае, ќе научи. денес имаме нови надпреварувачи. Иван и Ленче. Да, Оди понатаму. да одам. Сосема нови надпреварувачи. Сосема нови надпреварувачи. Свежи, свежи, свежи. Тазе. Тазе надпреварувачи. Преварувачи, да. Надпреварувачи на кои ова им е прво учество во животот во еден квиз, па редно би било, драги гледачи, редно би било, драга дружино, на почетокот на квизот да ги поздравиме со еден аплауз. Да. Се... Сега, добро. Има, прашај ги дали има трема. Дали има? Имате ли трема? Немам. Каква трема, баше. Трема, ајде ви се молам, каква трема. Значи, можеме да почнеме. Може. Па да почнеме веќе еднаш. Даде? Ајде, постави го првото прашање. Првото прашање. Ленче, извлечете ми го вашето прво прашање. Повелете, Така. Благодарам. молам. Благодарам. Значи, внимавајте. Прво прашање за Ленче. А бидејќи прашањето смее да се постави во 4 очи, а нас овде не има многу очи, ќе ни дозволите, драги гледачи, прашањето да го шепнеме на едно уво. Во едно. Во едно уво. Добро. Благодарам. Ништо. Шеп. Шип. Шеп. Шип. Шип.
A, pa šep, 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 šep. Šep, 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 šep. Браво, Ленче. Одговорот е сосема точен. Да. На прашањето колку се еден лав, 5 волци, 2 лисици, плюс 3 елени, 10 овци и 6 петли, Ленче во доверба ми шепна. Зависи од лавот, од волците и од лисиците, односно од тоа за колку време ќе го решиме овој опасен проблем. Ако го решаваме до утре, од целиот збир може да остане само најопасниот, најстрашниот, односно само лавот. Браво, Ленче, браво! Уште еден аплауз за Ленче. Драги гледачи, драга дружино, а сега да го поставиме првото прашање за нашиот втор надпреварувач Иван. А другар Иван, излечете го вашето прво прашање. Благодарам. Значи вака, а внимавајте, другар Иван, имате за размислување се на се 5 десетинки. Сега! Сега. Кој сега? Па, А прашањето? зар не ви го поставив? Па немаше прашање. Да, пардон, се извинам. Значи, внимавајте. Еден воз доцни само 2 часа. Знам. Ке видиме. Доцни само 2 часа и 30 Секунди. и 30 минути. Минути. А втор воз доцни 1 час и 10 Секунди. минути пак. Минути. Да. Трет воз доцни 40 Минути. секунди, а четвртиот 130 Часа. минути и така натаму. Значи возовите си доцна. Сега. Кажете ни, ако знаете, зошто служи возниот ред. Сега! Цин, цан, цин, цан, цин, цан, цин, цан, цин, цан, цин, цан. Ме деконцентрира. Ајде, немаме време. Зошто служи возниот ред? Цин, цан, цин, цан. Возниот ред. Возниот ред служи Цин, цан. за Цин, цан. за Цин, 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 цан. за да знаеме колку доснат возовите. Како? Возниот ред служи за да знаеме колку доснат возовите. Точно, браво. Ве молам вашето второ прашање. Повелете. Благодарам. Значи, што е Европа? Европа е континент кој според релефот и климатските одлики се дели на 5 географски области. И тоа Јужна Европа, Северна Европа, Источна Европа, Западна и Средна Европа. Јужна Европа е сочинуваат 3 големи полуострови. Не и не. Како не? Одговорот е 100% неточен. Не е точен, односно, ќе беше точен ако беше ова час по географија, но бидејќи ова не е час по географија, ова е квиз. Затоа, уште еднаш ќе ви го поставам прашањето. Само барам јасен и точен одговор. Значи, внимавајте. Што е Европа? Па веќе реков, Европа е континент. Не и не. Не. Точниот одговор треба да гласи. Одговорот што го бараме треба да гласи. Европа е фабрика за производство на чоколади и други сладки работи. Значи, еден аплауз за точниот одговор. Да. За неточниот одговор на нашето точно поставено прашање, нашиот надпреварувач сепак освојува една вредна награда. А тоа е престој за време на целиот летен распуст во селото Штрбово, крај брегот на прекрасната Преспа. Па јас во Штрбово кај баба ми и кај дедо ми секое лето одам и без твојот квиз. Точно. Токму баба ти и дедо ти ја доделуваат оваа вредна награда. Честитаме, значи уште еден аплауз. Драги гледачи, во ползата од нашиот квиз, кој знае, кој не знае, ке научи, проследете ги економско-пропагандните пречки, клечки, влечки, мечки и други дребули. Зимскиот или летниот распуст е на прагот, а вие се уште размислувате каде на зимување или на летување? Не. Не размислувајте. Туку веднаш јавете се во туристичката агенција Бабино, Дедино, Турист.
Babino dedino turist е здружена агенција на вашите дедовци и баби што живеат покрај море, езеро, река или во некој друг живописен крај далеку од градската врева. Бабино, дедино, турист е единствената агенција на светот која што обезбедува и зимувања и летувања. И се што оди со зимувањата и летувањата и тоа под најповолни услови и цени. Тоест, бесплатно. Бесплатно се зимува и се летува само преку бабино, дедино, турист. Ура за бабите и дедовците и нивниот огромен придонес во развојот на ученичкиот туризам. Ура! 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 Ако сакате како роденденски подарок да добиете труба, саксофон, тарабука и слично, повелете во стоковната куќа. Стоковната куќа Тишина. располага со сите видови инструменти. Со инструментите што можете да ги купите во Тишина, нема да имате никакви проблеми со оние што можеби нема да го поднесуваат вашето музицирање. На инструментите на Тишина се свири само кога оние што не ги сакаат трубите и тарабуките спија. Не заборавајте, повелете во Тишина. Тишина. За своите специјални читатели, специјализираното книгоиздателство Самочит подготвува специјално најново издание на сите книги од училишната лектира од 1 до 8 оделение. Најновите книги на Самочит ќе бидат книги што сами се читаат и тоа без опасност да го допрат читателот или во најлош случај без тој да ги допре нив. Да, специјални читатели на изданијата на Самочит, внимавајте! Специјалното најново издание на вашето специјализирано книгоиздателство ќе се продава Секој 13 месец во годината. ексклузивно на 1 април И вонредно на 35 септември. Уа! 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 Пронајдов книга што сама се чита, тетрадка за домашни што се пишуваат сами. И там нема да се смирам, брзам да ги патентирам. Пронаѓам се што измислувам вешто, научник сум јас од страшен ков. И без да се учи, пак да се знае, морам јас да смислам начин нов. Еурека, ти си страшно умна глава кога спиеш. Страшно чуден ти си што си буден, никаде те нема кај се криеш. Еурека, ти си страшно умна глава кога спиеш. Страшно чуден ти си што си буден, никаде те нема кај се криеш. Пронаѓам се што измислувам вешто, научник сум јас со страшен ков. И без да се учи, пак да се знае, морам јас да смислам начин нов. Еурека, ти си страшно умна глава кога спиеш. Страшно чуден ти си што си буден, никаде те нема кај се криеш. Еурека,
ексклузивните економско-пропагандни пречки, клечки, влечки, мечки и други, нели, дребули, драга дружино, драга публико, одиме, значи, понатаму во рубриката од нашиот квиз кој знае, знае, кој не знае, ке научи. Значи, одиме на второто прашање за нашиот втор надпреварувач Иван. Значи, второто прашање гласи, внимавајте, имате за размислување се на се 6,5 десетинки. Доволно. Каква земја е Јапонија? Сега. Јапонија е островска земја, Така? која се простира на островите Нипон, Добро? Хокаидо, Добро? Хоншу, Како? Хоншу, Хоншу? Кюшу, Добро? Шикоку, Одлично. Кокошку, Како? Кокошку, Петлу, Стоп, и стоп. Кукурику Петлу. Доволно, браво, И браво. други Браво, мали браво, острови, Петлу. доволно, драги гледачи, вие сте свесни, нели, за точниот и стрпниот одговор на нашиот надпреварувач Иван, но за жал, овој точен одговор не носи награда. Како за жал, како не носи Не носи, награда? значи нема Па награда. не е фер, па Ленче за неточен одговор доби награда, а јас не можам да добијам награда за точен одговор. Ленче, па што си запнал за Ленче? Па така, Добра, ајде кажи ми, каде живеат бабата и дедоти? Па во Скопје живееме заедно. Ете, гледаш. Што гледам? Па зар сакаш да ти ја доделиме истата награда како на Ленче? Зар сакаш и летото да си го поминеш дома заедно со бабата и со дедоти? Па не е фер. Не е фер, не било фер, па знаеме дека не е фер и бидејќи не е фер, затоа не ти ја доделуваме наградата. Но ние за тебе предвидовме една утешна резервна награда. Утешна, резервна. Резервна. Резервната награда е ова прекрасна книга Училиште за карате. Повели? Па ова е мојата книга Училиште за карате, што изгубим пред 2 недели. Да се разбира. Па како се разбира, ме наградувате со мојата собствена книга? Слушај, Иване, а замисли да ја најдеше некој друг, а не јас, ќе останеше и без неа, јасно? Јасно, како јасно? И ова ми е некој квиз, Училиште за карате. Не играм повеќе. Јаха! Джон! Ajde, da se družime. Ajde, da se družime. Bez drugari je tačno, drugarstvo to je važno. Ajde, da se družime. Koga sme radosni, koga sme srećni, ubavo je neli, da imaš druga, da videš druga, so drugarom radost da se deli, so drugarom radost da se deli. Ajde,